Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е новото издание на емисијата Во ординација. Вечерашен мој гостин е доктор Петре Георгиев од Поликлиника Филип II овде во Струмица. Докторе, добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер и поздрав до сите гледачи на ТВ канал Одвис. Така, вечер возборуваме за една тема, ракот на желудникот. Да. Што представува овој карцином? Колку често го имаме помеѓу нашата популација, ако се смета дека најпрво е рак на дојката, па после на желудникот? Еве, значи, оваа недела го одбележувавме светскиот ден на борбата против ракот, 4 февруари. Последните податоци кои што излегоа од нашите официјални институции укажуваат дека бројот на заболени од карцином од година во година расте. Последната година се диагностицирани некаде околу 8.000 ново заболени пациенти со карцином. Па затоа решивме и ова вечерашна емисија да ја посветиме на карциномот на желудникот, за малку да ја подигнеме свесноста кај нашите пациенти, навреме да бидат препознаени симптомите и навреме да се реагира, со што би постигнале и максимален успех. Најпрво, пред да започнам со образложение за карциномот на желудникот, ќе кажам неколку збора за самиот орган желудник, кој што е сместен во абдоминалната празнина и е одговорен за варењето на целокупната храна која што ние внесуваме преку уста. Тоа е составено од два дела мускулен слој и жлезнен слој и овие два дела се одговорни токму за тоа што кажав пред малку за дигестија на храната. Карциномот на желудник претежно настанува на слојот, на жлездениот слој кој што е обвиткан внатрешната страна на желудникот и може да се јави на било кое место од желудникот. Иако последните бројки кои што ги имам од Светската здравствена организација укажуваат дека бројот на заболени пациенти од карцином на желудникот во светот е во тренд на опаѓање, сепак бројките во нашава држава не се така сјајни како во светски рамки. Се уште го зазема високото трето место по бројот на новооткриени пациенти со карцином на желудник кај мажите, веднаш после карцином на бели дробови и карцином на дебело црево, кај жените е на исто така трето место, после карциномот на дојка и карцином на грлото на матката. Нешто почесто заболуваат мажите во однос на жените и годишно се движи бројката некаде, значи од 10 до 12 пациенти на 100.000 жители, што и така и тоа не е мала бројка за македонски рамки. Морам да напоменам дека тоа е овој тип на карцином е една од најподмолните болести заради тоа што многу касно ги диагностицираме пациентите, бидејќи нема рана презентација на симптоматологија која што ќе укаже дека пациентот можеби поседува некоја форма на канцер на желудникот. Така, еве спомнувате за немање на симптоматологија која што ќе може да ни сигнализира да посетиме лекар. Иако ќе ве отклонам од темата за момент, оние редовни систематски прегледи кои што се прават, можеби и се дел од превентивниот, од превенцијата кога станува збор за карциномот на желудникот. Па да, видете, значи, поради тоа што симптоматологијата откако ќе се јави веќе обично, карциномот е во многу напредната фаза каде што не можеме многу да им помогнеме на пациентите. Убаво би било, значи, сите пациенти кои имаат одредена симптоматологија без оглед на возраста, бидејќи последните случаи кои што ги имаме диагностицирано веќе откривме карциноми на желудник и на помлади пациенти на 40 годишна возраст, укажуваат на тоа да навремено се помисли на оваа предсесостојба и болест кај сите пациенти со одредена желудечна проблематика и да се навреме направи превентивна гастроскопија. Значи, што е тоа? Тоа е горна, ние во медицинската терминологија ја употребуваме горна дигестивна ендоскопија, со специјална камера се влегува во желудникот и се гледа целокупната слузница на желудникот. Доколку откриеме некаква промена, некаква лезија на зидот на желудникот, од таму се зимат парчиња и се биоптичен материјал, се праќа на хистопатологија и тука веќе имаме комплетна потврда дали имаме некаква форма на желудочен карцином или пак станува збор за некој улцер. Тука сега сакам да напоменам дека вистинските причини за настанок на оваа тешка и опасна болест се уште не се откриени во светски рамки.
Последните информации кои што ни доаѓаат од светот укажуваат дека Helicobacter pylori е најголемиот виновник за појава на овој тип на карцином. Знаеме дека скоро 60 до 70% од популацијата ја поседува оваа бактерија во желудникот и нејзина навремена детекција и рано откривање и третман го значително намалува бројот на новозаболени пациенти со карцином на желудник. Овие студии се направени во Соединетите Американски држави, каде што јасно е докажано поврзаноста на долготрајната инфекција со Helicobacter pylori и новонастанатите карциноми на желудникот. Меѓутоа не е само инфекцијата со Helicobacter pylori причина за овој тип на карцином. Се смета дека и лошата исхрана, пред се храната која што содржи голема количина на нитрати и нитрити, тоа се сувомеснатите производи кои што има широка консументска публика и во нашето поднебје, значи знае да биде причинител за појава на карцином. Потоа некои значи генетски фактори можат да придонесат одредени пациенти да бидат поподложни за појава на карцином, доколку во нивната фамилија, во поблиската фамилија на секој пациент има некој заболен од карцином на желудник, па и карцином на дебело црево. Препорачено е да се направат скрининг проверки после 40-та година, тоа што го спомнав пред малку, значи тоа е гастроскопски преглед на желудникот, каде што ќе се визуализира целата слузница внатре и евентуалните промени навреме бидат детектирани. Така, и велите и помладата популација знае да биде подложна токму на овој тип на карцином. Ги спомнуваме дел од ризик факторите, како и на кој начин се лекува? Веднаш се преминува на оперативен зафат? Значи, лекувањето зависи пред се од фазата во која што се наоѓа во моментот карциномот. Откако ќе се потврди, значи со биопсија дека станува збор за карцином на желудник, се прават дополнителни инвестигации во смисла на компјутер на бели дробови, компјутер на абдомен, за да видиме дали болеста е веќе расширена и на друго место. Како што кажав и на самиот почеток, значи оваа болест е доста подмукла. Значи, откако веќе ќе бидат презентирани симптомите, болеста е веќе во напредната фаза. Затоа, после потврда на диагнозата, правиме ние дополнителни исследувања на белите дробови, компјутер на бели дробови и на абдомен, со што исклучуваме ширење на болеста и доколку болеста се наоѓа во ран стадиум, единствена тераписка опција што доаѓа во предвид, се разбира, е хируршкото отстранување на желудникот, со што ќе постигнеме и најдобар ефект и најдобро преживување. Се смета дека доколку болеста не е проширена надвор во желудникот, 5-годишното преживување е значително подобро, некаде на околу 50 до 60% од пациентите кои се детектирани во рана фаза, значи доживуваат и 5-годишни, имаат 5-годишно преживување. Се разбира дека хирургијата е дополнета со хемотерапија и зрачна терапија, кои што имаат нешто послаб ефект кај овој тип на канцери. Меѓутоа, со комбинирана адјувантна терапија, адјувантна хемо и зрачна терапија постигаме максимални ефекти. Во поново време веќе се широко употребува и биолошката терапија, значи постојат специјални антитела кои што се врзуваат за рецепторите канцерски на желудникот. Со тоа постигаме исто така значително преживување кои оние пациенти кои што не можеме да ги оперираме бидејќи веќе болеста напреднала во четврт стадиум, ние како што велиме во терминален стадиум. Така, докторе, спомнувате дека една од интервенциите е вадењето на желудочната кесе. Што потоа? Па, во принцип... Како се надополнува? Значи, во принцип, пациентите со изваден желудник имат нормален живот, само што храната е малку разновидна и малку променета во однос на претходно. Значи, овие пациенти земаат мали количини на оброци, почести оброци, значи со потечна храна, меѓутоа функционирањето е релативно, пак ќе кажам, нормално. Меѓутоа овие пациенти се подложни на редовни контроли, значи
кои што мора да ги прават, затоа што може да се случи на спојката со цревото, со хранопроводот, да се појави нова канцерска лезија и со редовните контроли тоа е оневозможено затоа што навреме ќе биде откриено, детектирано и тоа ќе биде решено. Така, какви се прогнозите? Прогнозите, како што спомнав и пред малку, доколку го фатиме пациентот во најран стадиум, значи кога карциномот е локализиран во самиот желудник, на зидот од самиот желудник и не е проширен во околните лимфни јазди или во црниот дроб, како што најчесто знае да се шири, имаме релативно добри прогнози во однос на минатото, така да пациентите, како што кажав и претходно, преживуваат некаде од 50 до 60% од овие пациенти преживуваат 5 години. Сега, кај оние пациенти кај што веќе имаме дисеминираност на овој канцер во околните органи, имаме рапидно лошо преживување, значи само 2 до 3% од овие пациенти преживуваат повеќе од 2 до 3 години. Кај овие пациенти единствено што доаѓа во предвид е само палијативна терапија за помагање на симптомите кои што ги имаат во овој момент. Така, докторе, ќе се вратам малку понапред. Ја спомнавте биолошката терапија. Так. Какви се шансите за лекување или делумно лекување на карциномот на желудникот, доколку се открие навремено и се започне со оваа биолошка терапија? Да, значи испитувањата веќе се во многу напредна фаза и можам да кажам дека бидејќи најчесто употребуваната биолошка терапија сега е кај пациенти кои што не помага ништо друго, значи кај терминално болните пациенти, таму знаеме да го дадеме херцептинот пред се, значи тоа е лек кој што предимно се користи за лекување кај пациенти со карцином на дојка, меѓутоа го употребуваме кај овие пациенти кои што се позитивни за овој тип на рецептор, кај што се врзува оваа биолошка терапија. Испитувањата се во тек и мислам дека медицината оди во таа насока биолошката терапија да биде прва терапија на избор за третман на сите типови на канцер, па и на канцерот на желудникот. Веќе можам да кажам дека одредени типови на канцер на крвта и лимфните јазди успешно ги третираат со оваа биолошка терапија, па се надеваме во годините кои што доаѓаат фармацевската индустрија ќе изваде нови типови на оваков тип на терапија кој што ќе има значителен успех во третманот на сите карциноми, па и на карциномот на желудникот. Се користи ли кај нас биолошката? Да, се користи исклучиво е на клиника? На клиника, да, на клиника за онкологија кај пациенти кои што имаме веќе позитивни HER2 рецептори на карциномот на желудник и каде што не може да постигнеме никаков друг ефект со ниедна друга терапија, се дава кај овие пациенти, па ќе кажам, тоа се претежно пациенти во терминален стадиум од болеста, меѓутоа се постигнува значително проживување од 1 до 2 години дополнително кај овие пациенти, што и не е така малку. Знаејќи ги лошите бројки. Така, интересна е темата за биолошката терапија, но се надевам дека ќе имаме можност во некоја наредна емисија да продискутираме за неја, бидејќи во светски рамки зема се поголем замав, не само кога станува збор за лекување за карциномот, туку и за останати заболувања. Така. Ева, оставаме простор за наредна емисија. Имаме можност да подискутираме во некоја наредна емисија за овој тип на терапија, пак ќе кажам, имаме доста успех постигнато во други типови на канцер, пред се на крвта и на лимфните јазли, меѓутоа медицината оди напред и овој тип на терапија мислам ќе доминира кај сите болести во наредните десетици години. Така, ви благодарам уште еднаш, доктор. Благодарам на поканата. Се гледаме наредното издание, а ние почитувани гледачи овека се одјавуваме со вечерашната ТВ ординација. Останете понатаму со ВИС, се гледаме наредната среда.